граѓани, почитувани гости, почитувани колешки и колеги, јас ќе се држам до темата. Секогаш кога доаѓам овде и кога на дневен ред е извештајот на Европската комисија, читам експертски ставови и можеби една од експертските во оваа област, еден од најекспертските пристапи во оваа област го има Институтот за европска политика. Јас помислував дека некој од нив би требало да биде, ако не главен преговарач, тогаш заменик главен преговарач, заради континуитетот, заради институционалната меморија и заради реформските зафати, но за жал кај нас и првиот преговарач и заменичката се политичари. Значи, како ја насловија тие својата анализа? Разнишани темели на преговорите, а јас велам разнишани темели во првата фаза на преговорите. Тоа е јасно, дури и ако се спореди со минатата година. Значи, нема да се бавам со политичка математика, ама една од бројките вели просечна оценка минатата година во 2022 1,61, годинава 1,52. Тоа не е чекор напред, тоа е чекор назад. Тоа е првото. Инаку, не можам да не кажам, секогаш тоа го потенцирам, дека и односот на Европската Унија кон кандидатите игра голема улога во евроинтеграциите и во реформските чекори, така што ако звездени мигови биле 2009 година, кога сме добиле препорака и визна либерализација, јасно е дека она што се случи токму оваа година после неуспехот во Букурешт се одрази на надежта, се одрази и на чекорите понатамошни. Денеска не баре заблуда во суштината, ерон ин рем, повеќе слушав за она што мислам дека не може да биде главна тема, пакетот за раст. Видете, пакетот за раст говори за односот на ЕУ кон регионот, ама не говори за оние кои што се дел од Западниот Балкан. Не. Таквиот однос мене ми личи на оној на Шајлок во Венецијанскиот трговец. Ако не сте реформатор, нема пари што нема да ги потрошите, ама во случајов гледаме дека парите се условени. Значи, нам ни требаат реформатори, а не политички хиени. За жал, јас мислам дека од она што го читам во овој извештај, не можам да согледам напредок. Веќе беше многу кажано, јас нема да се повторувам, меѓутоа не можам да не го потенцирам следново. До сега, иако собранието требаше да биде вклучено во процесот, бидејќи имате компаративни студии за улогата на парламентите во евроинтеграциите, апсолутно ние бевме исклучени. Дури и во скрининг процесот можеше да имаме расправа, дебата, што се случува, како се случува, да бидеме во тек, односно да бидеме во кондиција. Значи, предупредувам дека, многу пати сум рекла, ако Лисабонскиот договор се третира и како договор за парламентите, ова собрание мора да биде вклучено во процесот. Нека не ве чуди тогаш забелешката дека малку седници имал Националниот совет. Зашто да има седници ако нема материјали и иницијативи? Треба да не плаши другото, преголемиот ангажман на Комисијата за европски прашања, која што не само што го редуцирала бројот на закони во скратена постапка, туку речиси го дуплирала.
да се разбереме. Не може, ако нема редовна постапка и 3 читања, да има инклузивен пристап. Не може тогаш да дојдат овде експертите, не може да дојде невладиниот сектор и не може ние пред да кренеме раце да научиме нешто за законот што е пред нас. Молев, кога беше ставен на дневен ред кривичниот законник, да оди по редовна постапка. Зошто? Заради ставот на судиите, на адвокатите, на правниците. Не беше послушано. И, што се случи? Всушност, одредбите од измените од овој закон, кои што се однесуваа на вистина на екологијата, на борбата со тероризмот, замислете, беше напишано дека ќе стапат во сила 6 месеци потоа, да ни помине мандатот, па потоа ќе му мислиме, ама затоа оние тешки упади што беа направени во кривичниот законник и кој што всушност промовираше амнестија, стапија 8-миот ден. Ситуацијата ја гледаме веднаш. Значи, јас само ќе се задржам на темите што ми се блиски, кои ги познавам. И јасно е тука, кај политичките критериуми, дека не е забележан прогрес. Тоа мене ми е јасно. Затоа предупредувам, барем уште веднаш да почнеме со некои предупредувања. Например, тука се споменува изборната легислатива. Венецијанската комисија вели да не се менува изборен законник во последните 6 месеци од мандатот. Зошто? Заради спорниот легитимитет и заради тоа што не може да се пристапи темелно на ова прашање или инклузивно. Крајно време е тоа што оваа влада и претходната го ветуваше, дека ќе го преиспита изборниот систем од аспект на можноста за една изборна единица. Понатаму препораките на Венецијанска во вториот изборен круг да се тргне изборниот праг, бидејќи ќе се соочиме со проблеми, ќе се соочиме со опасност од повторување на изборите, финансирањето на политичките партии, односот чекор напред 50-50 на изборните листи, веднаш да го ставиме на дневен ред, ако сакаме на вистина да постапуваме според препораките. Овде беше денеска спомената работата на парламентот. Јас не можам да не кажам дека, како дел од него, целосно се согласувам дека во парламентот има длабока политичка поделба, дека неможно за градење на национален консензус, меѓутоа многу смешно е да тврдиме дека опозицијата е виновна за сето она што се случува во општеството. Ве молам, се знае во оваа држава, во пореметената рамнотежа на власта кој го има клучниот збор, владата. Значи, она што овде е посочено, само јас со примери ќе го аргументирам. Да, се вели дека е потребна реформа во јавната администрација и државната администрација. Не е доволно да донесете стратегија, меѓутоа, само да ве подсетам, во новата методологија не се оценува само степенот на хармонизацијата, туку степенот на спроведувањето на напишаното. Продолжува овде да се бираат во државната и јавна администрација погрешни луѓе на високи функции. Се злоупотребува принципот на правична и соодветна застапеност и се трансформира во неправична и несоодветна застапеност. Дури и во судството и покрај препораките од судот во Страсбург, дека во судството не треба да има други критериуми освен стручност и компетентност, видовме што се случи вчера. Не беа избрани најдобрите суди и првите на листата, туку
оние најдолу. Која е пораката, јасно е тогаш. Значи, ако немаме независно судство, а мојот колега посочи еден извонреден пример, еве јас да кажам, бидејќи овде ни замераат во извештајот дека понекогаш сме го одолговлекувале процесот на изборот на членовите на Советот за јавни обвинители или Судскиот совет или Уставниот суд. Па дали знаете кои се предлозите? Па може ли во Судски совет да седат луѓе кои немаат ниту еден ден во судството и кои се само и само тамо заради тоа што се партиски предлог? Се споменува во извештајот разрешувањето на председателката на Судскиот совет. Да, тоа беше сосема погрешно и замислете, се само нарече председател, подпредседателот на Судскиот совет. Ама да ве подсетам и на изборот на председателката на Судскиот совет. Замислете, кандидат на председател, најлош кандидат. Обично најдобрите биле професори, врвни суди. Како може тогаш да функционира Судскиот совет? Значи, и тоа е едно предупредување. Понатаму, велите дека борбата со тероризмот, со корупцијата и криминалот продолжува, меѓутоа... Ако можеме да заокружиме. Заокружувам. Да. Меѓутоа, во самиот извештај многу добро е посочено дека всушност амбиентот е коруптивен, амбиентот е криминоген. Беше предмалку прочитано, само да го најдам, беше прочитано за успехот во заштитата на новинарите. Да, меѓутоа не се чита следниот став, каде што се вели дека новинарите се на атакот на политичарите. Денеска е опасно да сте новинарка жена. Значи, кога го читаме извештајот, навистина треба да знаеме дека, кога сме ние во прашање, езоповиот јазик не помага. Овде повторно пишува последна реченица дека контролната функција на парламентот во однос на владата преку пратеничките прашања продолжила. Молам? Па не доаѓаат министри воопшто, а не се пријавени дека не се присутни. На мои пратенички прашања не беше најавено отсуство, меѓутоа ги снема министрите. Погодете зошто? Зашто не им се допаѓаа прашањата. Нашите пратенички прашања се трансформирани во министерски прашања. Министрите им држат лекции на пратениците. И добро е што ме предупредивте, значи, крајно време е матичните комисии да ги разгледуваат законите наместо сематичната комисија за европски прашања. Многу пати сум рекла и ќе повторам, постои една матица. Ако ние не предвидиме дека покрај Комисијата за европски прашања која треба да гледа дали се работи за закон за хармонизација